На 15 на километри од центарот на Скопје се наоѓа Долно Количани, живо село со речиси 2000 жители и една голема мака. Јас сум Кенан Азизовски, живеам во ова златно село Долно Количани. Не си го менјам, не знам зашто, ама поради водава некогаш ми иде искрено да ви кажам, да го сменам. Земав, така кажам, една чајджилница, ама да ви кажам искрено, разочаран сум. Уѓе 21 век, еве јас како функционирам. Вака ми импровизира еден мајстор, некоја си пумпичка тука, и сега јас техничка вода, гледајте. За да измијам јас 2 чаши или 2 филџани, мене ми е потребно струја, повеќе ми оди у тоа. Проблемот со водата на работното место е пресликан и во домот на Кенан. Неговата куќа, како и другите домаќинства во Долно Количани, се поврзани на водоводна мрежа, но таа се полни од стар резервоар, па вода има еднаш во 2 дена. Денеска и редот на чешмава има сега во овој момент. И еве како функционираме. Она нема 24 сати, сега ќе има најмалце уште 30 минути. Еве како ја пуштаме и еве како функционира. Додека тече чешмата, се прават залихи за следните 2 дена. Тука имам цистерна за техничка вода. Значи, еве, ја полниме вака. Ова собира 1 тон. И сега ние треба да штедиме оваа вода денес, утре цел ден, дури задутре до 11 часот треба да штедиме. Помалце да се бањаме, помалце садови да периме. Ова треба да ви стигне во наредниве... Во наредниве 48 часа. Кога ќе снема вода, залихата се користи низ куќата со хидрофор. Овој мотор, значи, сега кога би пуштиле вода горе, еве сега ќе повикам невестата да ми... Жено, пушти една чешма. Они кога пуштаат чешма горе, еве, овој мотор се вклучува. А овој мотор најмалце 1200 денари троши на месечно ниво струја. Значи, многу тешко. Селото расте, па проблемот само се зголемува веќе 30 години. Летно време, нема ниту капка вода. Наше во село вода немаме за пиење. Во летно време нема? Да, и летно и зимно време немаме вода. Во делови од денот, така? Не во делови, него немаме вода. Па како користите вода? Како еве, ќе ви кажам. 24 сати, 1 сат. 1 сат само користиме. Тоа е лошо. Тоа е. Кога ќе дојде градоначалникот на Студеничани со градоначалникот Коце Трајановски да седнат, да видат како е најблиску и најевтино да се донесе вода. По таа 2015 година, владата на Груевски направила проект, пошто во селото копале и багери. Денеска е останата само празна бушотина. Еве, сега можеме да пуштиме едно камче, да видиме дали има вода или нема вода. Илјадници евра се отидени од граѓаните во празно. Како овој камен што отиде во празно, така се отидени парите на селаните на Долно Количани. Затоа речиси секоја куќа си обезбедила пластичен резервоар за техничка вода. Пари за водовод во Долно Количани, поточно за изградба на нов резервоар и водоводна мрежа, одвои владата на Зоран Заев во 2021 година. Средствата ги доби општина Студеничани преку ТАВ програмата. Планот е овој резервоар да се полни од 3 планински извори. Според жителите, издашноста на изворите не е доволна за потребите на селото. Од тука се уште 3 извори, постоечките, кои ги отвори за да се појача капацитет. Значи, тука му доаѓаат сите 3 поред се, отворени се, да се појача капацитетот. Ама мислиме ние дека со тоа нема кој знае колку да се измени со тие капацитет, додека Салаковска река
не се направи да се појача тој капацитет. Значи резерварот да се полни со Лаковска река и со постоечките трите извори кои ги отворија, се појача капацитетот, али за 400 куќи тој капацитет е многу мал. Новиот резервоар уште не е пуштен во употреба, но низ селото е спроведена секундарната мрежа. Градоначалникот на Студеничани, Азим Садику, вели дека проектот на ТАФ и владата привршува и дека потоа општината ќе ги направи индивидуалните приклучоци за домакинствата. На крај ќе се постават и водомери. Че има две цени на водата. Едната цена до таа кубикажа која што е потребно за едно домаќинство и тие потрошуваци што ќе трошат поголема колицина, тие сигурно треба да го наплатуваат со друга цена. За критиките дека и новиот резервоар нема да собира доволно вода, Садику вели дека општината паралелно работи на обезбедување на вода за повеќе села и тоа преку цевковот од Салаковските езера. Приклучок на тој цевковод ќе има и Долно Количани. Кога ќе се реализира до крај и овој цевковод, ќе се носи од горе водата, како резерва и за Долно Количани ќе има приклучок до резервар и тогаш мислам дека никогаш нема да има проблем за вода и Долно Количани, и Пагаруша, и Горно Количани, Црвена вода и село Вртекица. Формално, владата на 10 март добила известување од ТАВ дека проектот е завршен, иако според градоначалникот на Студеничани, уште се довршуваат финеси пред да почнат индивидуалните приклучоци. Жителите пак се чини веќе се откажале од идејата дека дома би можеле постојано да имаат вода. До ден денеска со таа вода, јас сум 70 години, све само вода и никако да дојде таа вода во Количани. Зашто не ги оставиме луѓето да живеат у село, него со сила ги тераме да се преселат во град?